Ви благодарам, почитувани колеги. Веќе 3 дена како дискутираме по однос на овој предлог закон за минималната плата. И имав уште еден ден дискусии на самата комисија, каде што буквално се спротивставија две тези и каде што овој предлагачот на законот искажа своето видување зошто и како треба да се направи, кои се предложените измени и она што треба ние сега да го не слуша, добро, се извинувам. За оние со розови очила мораме да им укажеме на неколку аргументи, неколку факти од реалноста во која што ја живееме секојдневно. Ние се на дното во сиромаштија во Европа, една од 4 најсиромашни држави. Ние живееме во 4 кризи. Ние имаме ситуација кога цените секојдневно ни растат, кога потрошувачката коштичка ни расте, кога нашите сограѓани се потешко преживуваат, каде што сведоци за секој ден колку тешко се справуваме и со ковид пандемијата, и со енергетската криза, и со немаштијата во која што се соочени. Сведоци се дека стопанството ни е на колена. 6000 фирми затворија, прекинаа со работа. Колку и мерки да се направиле, колку и средства да се инвестирале. 6000 компании, мали и среден бизнис, токму оние што треба да го водат развојот, државата, економијата напред, затвориле. Едноставно се предадоа. И сега доаѓаме во ситуација да дискутираме, да се очуваме со аргументите за минимална плата. Дали била таа доволна, кој ја донел, кој ја предложил, како се стигнале во оваа ситуација. Јас го кажав тоа и на комисијата. Ќе го повторам и денеска. Не се проблем висината на минималните плати. Проблем е висината, односно ниските плати што ги имаме во државата. А ниските плати и просечната плата е на тоа ниско ниво, бидејќи економијата ни катастрофа. Бидејќи немаме раст на бруто домашниот производ. Бидејќи не се инвестира. Бидејќи реализацијата на капиталните инвестиции со оваа власт е катастрофална. Бидејќи немаме странски инвестиции. Бидејќи немаме имплементација на нови технологии. Бидејќи немаме имплементација на ноу-хау во нашето општество и во нашата економија. Бидејќи не инвестираме во нашите кадри. Бидејќи човечките капацитети ни се ограничени. Бидејќи тоа што не е квалитетно во државата дозволуваме да ни сисели. Буквално она во кое што инвестирала државата на нас за 20, 15 или 30 години, ние заради неколку непромислени чекори дозволуваме со една карта во еден правец да ни сисели и тој потенцијал човечки да го изгубиме. А начини како тоа да го поправиме, гледаме дека се помалку има. Така да уште еднашка, не се проблем минималната плата. Проблем е состојбата во економијата, состојбата на државата во која што оваа власт ја донесе и ниските плати. После неколку укажувања, внимателно ги следев сите дискутанти преходно. Неколку пати беше кажувано, еве минималната плата по 3 пат се покачува. И пазете, покрај 3 покачувања на минималната плата, се уште просечната плата не може да стигнат оние фамозни психолошки или ветени 500 евра. Тоа е само и само ради оваа состојба катастрофална што ја имаме во економијата. И сега доаѓаме со предлог закона на минимална плата. Упорно се укажува дека не е толку лоша состојбата и дека е многу подобро, малтене ни е супер, што се една од 4 најсиромашни држави во Европа. И сега со ова предлог закон решение, онаа методологија што беше претходно утврдена, каде што веќе имаше покачување на минималната плата. Значи тоа не е одлука дали јас сум се разбудил или вие се разбудиле утрово и решевме ајде денеска ќе покачуваме платата. Си имаше методологија, си имаше формула по која што тоа се правеше и претходно и сега. Јас кажав дека ќе поддржам минималната плата. Кажав и дека е добро што го земале концептот на ВМРО ДПМН за минимални плати. Но не можеме да замижиме пред изиците и пред неспособноста на оваа влада што досега се докажа како нецелосна и неефикасна. Претходно беше 1/3 од просечната нето плата, 1/3 од трошоците за живот и 1/3 од растот на бруто домашниот производ. Ова сега го тргаме. И нормално е кога ќе го тргнеме. Бидејќи раст на бруто домашниот производ нема. Државата ни уназадува или стагнира, не се развива напред. И ако беше оваа формула како што треба да биде, во тој случај никогаш немаше да стигнеме до оваа
предложена минимална плата од 18.000. И што немаме раст на бруто домашен производ, ни под разно не може да се случи она што кажува официјалните лица пред презентацијата на овој предлог закон, дека со минималната плата општата продуктивност ќе се зголемела. За оние што можеби не виделе, можеби го изумиле, можеби го игнорирале фактот, продуктивноста континуирано не паѓа. 2016 била 601.624, ова е продуктивност бруто домашен производ по обработен, за да паднеме на 2020 на 555.705. Естимација, односно проценка за ова е 575.000. Така да, доколку немаме инвестиции, развој, ние можеме само тука да имаме бескрајни кавги, без никаков конкретен резултат. И од тука, затоа и беше интервенцијата на ВМРО-ДПМНЕ со амандманот, каде што во овој закон сите утврдивме дека не целосен, дека имаме потреба не само од раст на минималната плата, имаме потреба од скалесто покачување и на останатите плати на останатите вработени. Дадовме амандман кој имаше многу прецизни, многу ефикасни, издржливи решенија кои што ќе можеше да бидат спроведени во период од 3 месеци. Имаше ефикасен механизам со кој што кадрите кои што беа задолжени за спроведување на усогласувањето со колективните договори ќе се сносат кривична одговорност доколку тоа не го спроведат. Токму ова што го кажа и претходната дискутанка, дека ете спиралата ќе биде откачена и ќе имаме зголемување и на останатите плати. Што е тоа различно што го велите вие и ние, колешки? Сите сакаме повисоки плати. Ја не слушнав до сега ниту едно логично објаснување зошто не сакаме тој механизам што го предлагаме да биде спроведен. Во рок од 3 месеци да бидат усогласени со сите колективни договори. Зошто? Ако нема веќе логика, или е некој интерес, или е некоја друга цела позадина. Јас се плашам, еве најискрено го кажувам пред целата јавност, дека овдека ни се предвидува минимална плата, но целта е спречување на покачување на сите други плати. Целта е да се избришат природните одредби од постоечкиот закон, во кој што беше јасно кажано дека е потребно да се изврши согласување со сите колективни договори. Исто како што го направи културата, односно уметниците со нивните колективни договори. И денеска имаат солидни плати. Денес имаат, например, музичар во национална установа, еден свираш на мандолина, например, 42.000 денари плата. Со минималната, да. И сега збориме за равноправност или обесправеност. Како сега овие ќе ги оставиме да имаат веќе солидни услови, здрава мотивација, а другите да бидат во незавидна положба? Минималната плата опфаќа зголемување само до 18.000 денари. Оние со 18.500 ќе останат со 18.500. А не знаеме кога ќе се изврши потребното согласување. Односно, сите одредби со кои што предвидуваме во определен рок да имаат равноправност, да имаат скалесто покачување ги бришете. Затоа и реков, целта не е за да се подигне минималната плата на една мала група на засегнати, туку целта е да се спречи покачувањето на платите до бришењето на одредбите пределни во постоечкиот закон. И затоа велам, имаат полно право сите директно засегнати вработени, на кои што им се кине правото за скалесто покачување. Уште од утре, од кога ќе го изгласаме овој закон, да се борат за своите права за скалесто покачување и осогласување со нивните колективни договори. Јас верувам дека мотивацијата на овие вработени што ќе бидат израмнети со минималната плата ќе биде намалена, но исто така сум уверен дека мотивацијата за борба за своите заслужени приходи на овие што се обесправени ќе биде уште поголема. Ви благодарам. Благодарам. Реплика пратеничката Сонја Михајловска. Повелете.